Почитувани, по само 100 дена, новата влада, предводена од Христијан Мицкоски и коалицијата, покажа дека образованието не им е приоритет. ВМРО-ДПМНЕ не само што не ги исполни ветувањата за поголеми плати, туку и ги урна и надежите за развој на образованието. Наместо конкретни мерки, сведоци сме на скратување на постојните. Дури ниту Мицкоски во обраќањето по повод 100 дена не спомна конкретни мерки за развој на образованието. Единствената мерка што ја спомна беше набавката на учебници, но намерно не кажа дека ресорното министерство започна со набавка и до комплетирање на учебниците уште од почетокот на 2024 година, со што се овозможи печатење на учебниците да се случи уште во мај 2024 година, односно пред конституирањето на новата влада. Ја прекинаа планираната низа на раст на платите и донесоа одлука за деградирачко, срамно усогласување од само 0,7%, што е минимални 200 до 300 денари. Толку ли за ВМРО-ДПМНЕ вредат наставниците? Од овој септември платите на наставниците требаше да се зголемат за 12%, односно дополнителни 4300 денари. Ова зголемување беше дел од новиот колективен договор за основното и средното образование. Но, благодарение на неспособноста на министерката Весна Јаневска, наставниците сега губат повеќе од 4000 денари секој месец. ВМРО-ДПМНЕ лаже дека нема пари за повисоки плати, бидејќи средствата беа проектирани во буџетот на Министерството за образование за 2024 година. Но, со ребалансот, ВМРО-ДПМНЕ одлучи да ги прераспредели парите за своји приоритети, што резултираше со кратење на средствата за инвестиции во образованието, подобрување на инфраструктурата, програми за деца од социјално ранливите категории. Ова е уште една од низата лаги на ВМРО-ДПМНЕ, бидејќи во нивната програма стои раст на платите и подобрување на инфраструктурата. Но, затоа има пари за зголемување на платите на директорите во училиштата за од 40 до 50%. ВМРО-ДПМНЕ ја прекинува спиралата на раст на плати во образованието, што владата на СДСМ ја започна и спроведуваше со долгорочен план. Така обезбедивме наставниците во основното образование денеска да имаат плата од 33.646 денари плюс минат труд, за разлика од 2016-та, кога имаа 21.100 денари, а во средното образование платите на професорите се 35.200 денари плюс минат труд, за разлика од 2016-та, кога беше 21.950 денари. Во овие 100 дена, ВМРО-ДПМНЕ покажа дека е ненародна власт, која не работи во интерес на квалитетното образование и наставниот кадар. Нема нови мерки за студентите, туку во нивни стил ВМРО излажа дека започнуваат со реновирање на 9 студентски домови во државата, нешто што беше започнато уште пред 2 години од владата на СДСМ. Почитувани, нашите просветни работници заслужуваат почит и поддршка од секоја влада. Образованието не е само буџетска ставка, туку инвестиција во нашата иднина и затоа мора да биде приоритет. Како конструктивна опозиција, силно ќе се спротиставиме на политиките на оваа влада, која свесно сака да го маргинализира овој важен сектор. Ви благодарам.